Будење со Јулија. Најдраги мои, еве вие ја видовте на јавната шпица и веќе знаете, драги мои, дека е време за нашето заедничко будење. Епа, знам дека 12 часот сите веќе сте будни и седнати сте пред малите екрани, а чекате својата омилена емисија, драги мои, затоа што знаете, затоа што сте сигурни дека на ова место, на оваа фреквенција, секогаш има нешто убаво и нешто позитивно кое што вашиот водител и мотиватор сака да ви го пренесе. Епа, драги мои, што би бил нашиот живот ако навистина сами не си дадеме ветар во грб, што се вели, затоа што во ова денешно време знаеме дека многу често сме сведоци на некои работи кои што можеби и не сакаме да ги сведочиме, не сакаме да ни се случуваат, но на некој начин колку и да сакаме да ми ги одбегнеме, не можеме заради тоа што, како велат луѓето, се променија времињата, се променија луѓето, многу малку луѓе остана кои што на вистина ќе ви бидат вистински пријатели, кои што на вистина во вистинско време ќе ви дадат поддршка, ќе ви дадат мотивација, ќе ви кажат еден добар збор. Епа, драги мои, јас денеска се потрудив на вистина овдека да кажеме многу убави зборови, да бидеме поддршка на сите вас кои што денеска ќе го следите нашето издание, па и на оние кои што ќе ги гледаат нашите репризни изданија, заради тоа што на вистина имаме прекрасни термини, поготово оној во недела во 16 часот, кога сите сте покрај трпезата и можете на рад да си го гледате вашето омилено будење, драги мои. Морам да ви кажам дека и за оваа денешна пригода имам на вистина прекрасни гости кои што и тоа како имаат богато животно искуство, гости кои што поминувале низ разни патешествија, но останувале на вистина цврсти и непоколебливи на својот животен пат. Гости кои што на вистина имаат што да раскажат, што да пренесат и да ни кажат она основното и најважно што е за секој од нас, дека животот на вистина тече, дека животот е еден таков прекрасен ток, кој што само ако го гледаш од убавата страна можеш да креираш, можеш и понатамо да обстануваш без разлика на годините, затоа што времињата може да се менуваат, но важно е што сме ние од внатре. Ете така, драги мои, денеска вашиот водител и мотиватор би сакал на некој начин да ви измотивирам, да ви бидеме она што може би понекогаш не успевате сами да си го направите. Сепак сите сме тука, сите сме едно. Зошто сме едно? Затоа што на некој начин само како едно овој универзум и функционира, заради тоа што сите сме поврзани, драги мои. Ете со овие мои гости денеска, кои што едве чекам да ги представам, но секако ќе се чекате уште малку. Навистина имаме прекрасни моменти или не соединува едно големо дружење низ текот на годините, кое што и до ден денес останало на наше големо задоволство, на наше големо почитување и пред се љубов, зашто љубовта е таа што обединува се. И кога имаме љубов во срцето, тогаш знаеме да ги цениме и да ги почитуваме сите оние мали нешта кои што ни ги носи животот. Ете така, драги мои, се потрудив онака спонтано како бев понесена од денешниот ден и денешните мои пријатели кои што ќе бидат и ваши и мои гости. Да го започнам денешното будење, предлагам сите вие да си седнете покрај малите екрани на рад, да си се онака подготвите за едно убаво патешествие и после се разбира музичката numera која што следи, јас едва чекам да ви го представам мојот прв гостин. Будење со Јулија.
се стопив, се родив ко феникс од пепел. Јас со душа споени се, земи ме. Моите солзи радосни се, радосно чукат срцата две, душа со душа споени се. Се стопив, се родив ко феникс од пепел. Јас будење со Јулија. И ете, драги мои, сега можеме веќе да започнеме и да навлеземе и во денешното издание со нашето заедничко будење. И денеска навистина како за прв гостин ми е драго што навистина ќе се разбудиме со еден човек кој што јас многу го почитувам, многу го ценам. Долги години се знаеме, тој е човек кој што навистина каде и се појави плени со својата харизма пред се. Тој е човек кој што долги години е доајен на македонското глумиште, има и други професии, освен неговата главна професија, глумата, но за тоа ќе проговориме во текот на емисијата. Бидејќи ние сите го знаеме како актер кој што ни е омилен, со кого навистина многу генерации израснале, низ многуте театарски представи, низ филмските изданија, низ разноразните серии кои што на времето навистина изобилно се снима. За жал денеска навистина не сме светоци на таква продукција, но како и да е, некои луѓе остануваат за секогаш запаметени, некои луѓе едноставно не можеме да ги избришеме затоа што навистина оставиле големи траги.
И еве, драги мои, навистина на големо моје задоволство. Јас не знам, ми се чини дека сите зборови се малку за да го представам мојот денешен гостин, но затоа ќе имаме доволно време низ ова гостување негово за прв пат во нашето заедничко будење на телевизија Сонце, да кажеме многу нешта кои што може би и за прв пат, кои што може би не сте ги знаеле, и затоа денеска со мене на моje големо задоволство Благоја Чоревски. Чоре, добро ми дојде. Добро ме најдов, благодарам за убавите зборови, ова ме враќа многу. Не кажуваш дека, јас се извинувам на ти ќе на ти ќе си правиме муабет, така е. Не кажуваш дека сме биле комши во аеродром, не кажуваш дека сме биле во една телевизиска, нели... Еден телевизиски филм. Да, филм, дека сме биле партнери, заедно со твојата со Андријанче, да. Со Андријанче. Беше малечка тогаш 5-6 годинки. Златно дете. Така да, за жал, мислам, да не отвараме тие работи, но јас сум тој тип на човек кој што не ги заборава минатите работи и тие ме прават, како да кажем, ме прават поцврст, постамен, посигурен во мојот живот. Чоре, неминовно е дека оддаваш и таков печаток на човек кој што е сигурен и самоуверен во својот живот, и заради тоа што имаш навистина еден богат живот, една богата професионална кариера. А како велиш, можеби, еве, не кажав тие работи, но навистина ги оставив за да ги кажеме, а ти ги кажа и ти благодарам. Стварно, долги години, ете, живеевме и се дружевме во аеродром. Што се вели, нели, вака си се видувавме и на минување. И имав таа прилика, исто да ти кажам, можеби, не сум ти кажала на таков начин, но си можел да го почувствуваш тоа, што навистина кога започнав пред се како новинар во македонската телевизија, како вореден новинар кој што Живко Андревски, професорот мој, ме повика, и кога ми се укажа можноста, ми се даде прилика со оглед на некои мои таленти кои што јас тогаш можеби срамежливо ги покажував, да одиграм со тебе на филм, на еден краткометражен играм филм "Другар на патот", улога во која што играв твоја сопруга, а Андријанче беше наше дете. И тогаш за прв пат навистина бев толкова одушевена што ми се пружи таква можност на малите екрани да бидам покрај глумец како што си ти. Заради тоа што ти за мене од секогаш си бил идол. И знаеш, кога некој човек ти е идол, едноставно кога ќе дојдеш до него толку блиско да снимаш нешто што навистина можеби не им се пружа на професионални актери, тоа беше такво одушевување, но такво искуство, Чоре, на кое што и ден денеска живо се сеќавам. Знам какви сцени минувавме и како поминувавме. Знаеш, имав од близко можност да ја запознам твојата професионалност, да ја запознам твојата човечност, твојата едноставност, да речем, што можеби за некои глумци, знаеш, не се така баш приемчиви, едноставни. И од тогаш па до ден денеска еве нашево пријателство си трае. Да. Јулија, види, пред се мора да ги почитувате основните вредности на поединецот. Ако вие не го почитувате другиот наспрам вас, нема да се почитувате ни себе си, како да кажам. Вредностите кои што ги носите индивидуално, треба, нас научија на факултет да гледаме различни луѓе. И во автобус, и во театар, и во да гледаш карактери. И од тие карактери ние правевме некој карактер на сцената кој што и ако верувавме во тоа, тоаш беше и успех. Сега малку вредностите, индивидуалните вредности не се почитуваат. На поединецот се почитува повеќе политичката моќ на поединецот, се почитуваат тие коридори низ кои може да направи да оди нагоре, а не го бидува. За жал, така е. Да. За жал е така.
Чоре, но ти твојата кариера навистина ја градеше онака како што во тоа време и се градеше, со многу труд и со талентот. Во твоето CV со така прочитав, тоа знаев и од порано, но сега некако подготвувајќи се малку за емисијата, дека навистина некогаш ќе кажеме, нели, не значи дека ако нашето потекло, родителите наши биле во некоја сосема друга бранша, дека децата нема да се талентирани, но ете ти твоето потекло, значи буквално и едниот и другиот родител се луѓе кои што се занимавале со актерство, знаеме и твојот брат, и еве и ти го наследи. И внука ми. И внуката? Да, одлично. Илина Чоревска во Битолски театар. Да. Значи, навистина едно семејство кое што е посветено на актерството како да кажам, една уметност која што пружа и тоа колку многу, заради тоа што, еве и самиот кажа, ако човек не се внесе, вие сте тие кои што на некој начин го одразуваат, можат да го дадат, да го одразат се она што ни се случува во нашето обкружување, се она што на некој начин се сеќавам кога, нели, кога ќе седнеме пред малите екрани, се сеќавам и на тие серии, на тие ликови одиграни, каде што едноставно се соживувавме со сето тоа и кој што се навистина одрас на едно време во кое што ми се чини и ден денеска, еве сега кога се потсеќав на некои твои улоги, и ден денеска ми се подеднакво живи. Да. Јас би сакал да го кажам тоа, ние сме како фамилија Чоревци, од татко ми кој што е основач на тој Македонски народен театар заедно со Прличко, со мојот кум, кој што ме крстил, татко ми го венчал, Илија Милчин, Ѓувалековски, Ќостаров и да не ги редам, тоа се голема плејада на уметници, Чичко Тодорче, Николовски, кога ја основале. Значи, ние сме непрекинато околу 85 години како Чоревски во театарот, во Македонскиот театар. Да. Одлично, тоа е навистина. Тоа ме прави многу горд. Ме прави многу горд, но во исто време и ме тера да пазам на она што го правам на сцена. Да внимавам, сето тоа да биде навистина на многу високо ниво, професионално. Токму така, тоа е познато, значи сите знаеме за твојата професионалност, но кажи ми сега кога си веќе во пензија, мислам дека твоите ангажмани не престанаа, дека си сега активен доста, па да кажеме каде си се активен? Еве сега заедно со мојата колешка Ирена Илиевска водиме во Домот на културата во Кисела вода, Билјана Беличенец, моја многу драга колешка, која за жал почина многу млада. Водиме театарски семинар, ако може да се каже, за деца од 6, односно 7, да речем, па до 18-20 години. Аха, одлично. А еве за 2-3 дена сум во Струмица со представата Среќен мртовец. Додека се договаравме, долго време се договараме да ми дојдеш на гости, постојано беше ангажиран и постојано беше на патување, да каже ми каде, еве јас да не кажувам каде Цела Македонија. Каде има можност, каде има добра сцена, ние одиме. Немаме и многу символично е името на таа алтернативен театар, алтернативна театарска трупа, Отпишани се вика. Вау! Да, але никако не се отпишани, али е многу така... Дали тоа значи дека една постара глумачка фела сте во... Не, многу сме млади. Јас сум најмлад. Ти си најмлад. 14 години имам јас, колку е? 7 и 7, 14. Не, млади влюбеници во уметноста, влюбеници во сцената. Така да Ирена Илиевска е млада, што туку во приказните и со неја се така учествува во филмот, се викаше Вистинска љубов, со Јани Бојач го снимавме. Така да јас имам, не сакам да запрам. Не сакам, него не ми дава мојот дух. Па и не можеш. И не можеш заради тоа што си баран, што си потребен се уште. Тоа ми годи кога ме бараат, кога извесен период никој не те... Мајката, викам, зашо не ме побараат, туку наеднаш ќе ти се јават.
Да. Чоре, дали вака од прилика знаеш колку улоги си одиграл до сега? Не, јас не ги, нити сум ги пишувал, тоа имаме во некои наши пратења, околу 150. Така се, што помали, што главни, што... Так. Во филмови сум околу 20 на 20 и нешто филма сум играл. Ама не ги памтам, тоа ги имам како автобиографија, нели, ги има таму. Луѓето кои што ги пратат тие работи, ги пишуваат, па од таму ќе си ги земеш. Која година беше проектот Викенд на мртовци? Викенд на мртовци како година? Мислам, не можам да се сетам, тоа беше прво театарска представа. Да, знам. Значи не беше телевизиски филм и филм. Не, после тоа. Тоа беше една од најгледаните представи покрај Чијаси, покрај Болва Вуво, нели, покрај Свадба, во драмски театар, тоа беше една од најгледаните представи. И кога го снимивме филмот, беше најгледан филм во тоа време во Македонија, а кога снимивме серија, ден денеска сите како ќе ме сретнат на улица, ќе ми пуштат некоја реплика која што сме ја кажувале на... Па ете, затоа што беше еден од најгледаните, јас се потрудив малце да извадам нешто од Викенд на мртовци, па еве од режија ќе побарам да пуштиме барем една минута, две од она што е нели поставено на YouTube, Викенд на мртовци, баш делот со Чоре. Кеца, чисто е. А оној типонш видео доздова? Кој ти бе? Ево не. Типот е жена. Каква жена? Ѓупка. Пардон. Слушај, да не види некој од нашето ОЗТ, сме ја наебале. Ќе му ги лапнеме парите на газдата, ќе пишеме по една дневница и претор. Ајде. Тебе те виде некој? Цуре! Не ќе направо. Каде? Зад комбето. Зад комбето. Бега бе, марш бе, цеце демата. Знаеш дека овој го умре Вујко ми? Како е? Како? Вујко ми болен, мислевме готови. Туку на една жугна. Почна да јади. Вујко ми јади, Цуре дежура пред куќа. Првиот ден, вториот ден скина конци. Тука е? А? Не. Ај бе, не биди толку суверен, будала еден. Војко ти умре така, овој пречувствува бе. Пречувствува кој кога ќе умре. Знаеш што вели брат ми? Кој брат бе имаш то? Средниот бе овој што работи во болница во интерна. Тој вели да си го имаме Цуре кај нас. Ете, така малку се насмеавме, се подсетили Чоре. Како нема да се подсетам таа. Ова е дополнително пишувана, ја нема во оригиналот во представата. Так. Ова Коле Ангеловски режисерот, мој добар пријател, 100 години се знаеме, со него и работиме, ги ја допишуваше ова. Ова е допишана сцена. Имаше многу хумористични сцени, многу... Не, се снимаше. Тоа е многу битно, затоа што имаше стимул и за писателите, и за нас актерите. Токму така, токму така. Сега, тешко нешто да се снима. Еве да кажеме, колку години ти не си снимал вака некој игран проект? Мислиш на серија? Било серија, било филм, кога последен пат снимаше игран? Не, филм, последен пат 2021. 2021, кој беше? Кајмак. Кајмак, аха. Кајмак со Милчо. Да. Претходно Врва. Во иста година беше тоа, речи си. Па нема, затоа што еве и на Милчо Манчевски не му даваат пари за да сними филм. Добро, Чоре, бидејќи долги години си, еве да речеме, и во некои институции кои што
како да ги наречам, кои што навистина биле меродавни или и сега меродавни. Беше директор на театарот, не знам, пратеник. Не, не сум бил пратеник, сум бил заменик министер за култура. Да, заменик министер за култура, но беше во некој совет. Да, председател на град Скопје. Аха, на град Скопје. Еве, која е вака сега по твое причината што толку се маргинализира културата, поготово вака играните? Не знам, јас држам до моето јас, до моето знаење во мојата професија и не сум дозволил, јас сум си дал оставка од заменик министер затоа што мислеа дека можат со мене само да ме викаат во влада за да им дадам глас. Аха. Така да, јас имам свој став за тие работи. Она што сум стручен, ако ме повикате, ќе кажам што мислам за тоа, а ако не знам, ќе се повлечам, ќе се тргнам. Сега е премногу партиската книшка игра улога, а не игра улога тоа што квалитетот на поединецот. И тоа е гибелно. Кој е начинот, еве, дали имаш вака, чисто јавно да проговориме, идеја, а верувам дека имаш, затоа што имаш знаење, имаш искуство, еве, млади, да речеме, таленти кои што навистина се пар екселанс и се добри актери, кои што се завршени, кои што едва чекаат да заиграат на даските што живот значат. Еве, морам да кажам дека и мојата внука, ти знаеш, Стефанија е дипломиран актер. Ти благодарам исто така за пофалбите за Стефанче. И така да, еве, многу така, да речеме, млади таленти кои што сакаат да се реализираат себе си, затоа што навистина не можеш да бидеш глумец ако не ја сакаш пред се таа професија. Јуле, ти сама поставуваш прашање и си даваш одговор. Така изгледа, да. Не, зошто? Зошто сметам дека државата е должна на секој кој што ќе заврши, посебно во уметностите, да му даде можност, прилика да ја искаже тоа што го учел во тие 4 години, ти си вложувал во него. Срамно е да не му дадеш можност да излезе на сцена или да му дадеш можност да направи изложба со сликите или со пеењето и да отиде на фестивал. Или да си направи концерт, кај нас со Тешки маки исто така се прават концерти, а имаме толку многу исто музика. Тоа е болка на оваа држава и секој кој што оди станува нешто друго од својата професија. Тоа е моја голема грешка што отидов во политиката. Но јас си дадов оставка да им кажам дека не може со вредностите на поединецот да се. Но сега го си отишол затоа што си мислел дека некои работи, дека ќе бидеш придонес со со она што како искуство го имаш. Со проста реченица кажам, јас мислев дека ќе ме прашаат барем за театарот, за филмот, за телевизијата, нешто. Не. Тие ме прашуваа како се произведува ова платно, да, мислам. Навистина е тажно. Чоре, но имаме прекрасни фотографии, што јас ги одбрав. И да, еве би сакала да ги видиме. Ајде да видиме овдека, да ги скоментираме. Колку? 7 години. Јас играм на сцената од 4,5 години. Така. А ова е со актерот кој што е таму, тој е исто еден од основачите, Тома Видов. Војникот Фалбаџија се вика оваа представа, тоа е 54-55 година. Ова е, еве, со Гоце сме тука, ова е Модро Окце. Имавме наш приватен театар, Модро Окце, јас, Ванчо, Гоце, Ѓорги Колозов, така се викаше Модро Окце. Така. Ова е во Битола. Ова е во Битола и пишува, ако читате. Отворено море. Ова е Црвенкапа, да, некоја представа за деца? Стотата представа, тоа е Сидми напред, малиот. Еве во Булки кај шините. Да, Булки кај шините со Јана Поповски и Рубен Смуратовски е тоа. Да, да, детето, да. Ова е од Велес, една прекрасна представа на мојот драг пријател Диме Станковски, Нажалена фамилија се викаше. Ова е Диво месо, една од најголемите представи во Југославија. 36 награди имаме, што поединечни, што севкупни награди. Ова е исто така одиграна 200 и нешто пати свадба, се вика, тука сум со Снеже Стамеска и со
Милица Стојанова, голем актер. Јас го играв Дарко. Така. Ова исто од Диво месо. Овдека со Чичко Петре Парличков. Ова е комедијанти, ова е серија. Комедијант. Тука го играм татко ми, јас, трагичарот. Татко ми бил во таа трупа. Бугарите ги тепале, изборуваат македонски, србите ги тепале, зашто збореле македонски, така ги памтам како, да, тоа е со Коле, со Душко. Ова е од Достага на самиот врв, или како што милувате од Коле Чашуле, тука го играв Ернесто Рем, има тука добиено Златен ловор венец. Ова е трупата наша, младите, кои што ги спремам. Поново, значи овие се овие прекрасни дечи. Ето со Ирена сме тука заедно. Браво. Професори, ние сме професори. Прекрасна група сте. А ова е поголемата група до 20 години, 20. Значи убаво е да се работи со млади луѓе. Тоа е уживање. Браво. Ние се враќаме на нивни години, ние сме помлади од нив. Браво. Да. Ева, ова ми е една многу драга снимка, тука сум со ДНК, нели, со Панчо и со Андреј. Ова е на добивањето на 13 ноември наградата и многу ми е жал што тоа се случи. Прекрасни луѓе, прекрасни. И уметници. И како луѓе, да. Ова е од големиот режисер. Евангелие на глупоста. И негов текст и е... На кого е текст? На Љубише Георгиевски и режија е негова. Тука е цел ансамбл сме тука, гледате, Милица Стојанова, Ирена Ристич, не можам да ги видам сите. Пепи Мирчевски, пивце, Ана Костовска. Ова е пред театарот, стариот театар во Скопје. А овдека колку годинки си имал? Тука сум имал 2,5-3 години. Брзо ни отиде таа фотографија, многу ми се допадна. Ова е Салон Хармони. Да, ова е насловна за екран Салон Хармони. Ова пак е враќаат истата. Ова е, тоа е во Волши... Да, овие се сега ги враќаат истата. Ова ја вратија. Ова е позади стариот театар, исто сега кај што е новиот. Тука беше, се ставаше декорот од минатите представи. И тука сум сликан, да. И уште тогаш Чоре одеше во театарот. Да, јас сум растен во театар. Види, не знам, 1950 година. Да. Јас сум 47 сум роден. Значи 3 години. Да. 3 години и тука имам, не знам дали има таа слика, не, ја нема. Со татко ми Црнец. Ќе видиме може понатаму, јас има доста фотографии. Овдека ревијата Екран, кога излегувавме на насловни страни на Екран, сега веќе немаме ни пишани списанија, за жал. Ова е женски оркестар. Ова е една од најгледаните представи. Хумористични. Да, гледаните представи со која бевме и во Австралија. Месец дена бевме во Австралија за нашите... Кои сте се тука? Еве го гледам Игор, тука сме, јас сум со армониката, Ванчо е до мене, Мешко, Игор, Џокица, Гоце и тука е ова, не можам да го видам од тука. Значи, јас сум, овој не можам. Добро, како год. Ова е со Ненад Стојановски, ова е таа премиера, Војникот Фалбаџија. И тука пишува. Јовица Михајловски, мислам дека е тоа, оти он ми беше шеф. Јас шефовите не ги памтам. Шефовите не ги памтам. Сега ти текна така, не ми текна, знам дека. А овдека ова? Виктор или Деца на власт, Жарко Петан од Словенија режираше. Историска ова. Со Ненад Стојановски игравме. Тој ми беше син. А ова? Билет за историјата. Не знам, значи, овдека сте во некое списание, најверојатно, од некоја представа и билет повеќе за историја влегувате во. Еве овдека се со Ванчо. Да, ова е со Ванчо сме во Едвард Олби, волшебна приказна се викаше. Ова игравме двајцата, ова е пред театар, пред драмски. Така. А ова е исто од телевизиска драма.
Тоа ти е за ревијата Вечер, некоја насловна, не Да, знам. да. Ова е историската представа Бол во Вуво со Мите Грозданов. Прекрасен колега. Да. Еве, со моите другари, соработници Ванчо и Гоце. Ние со нив 40 години постоеше Хихирико, ние скоро, јас имав 35-6 години во Хихирико, они беа помлади, покасно дојда, но многу. Бевме како семејство сите. Да, баш се сеќавам и јас на тоа. Ево е последната представа на мојот драг колега, режисер, пријател Коле Ангеловски, да, Птица со главата. Птица со главата меѓу нозе, негов текст и негова режија. До е 21 или не знам која е. А ова е Еве малку приватни внука ми и ќерка ми. Прекрасни. Да ги поздравиме, да кажеме како да минивите имиња, чоре. Гала Да. е внука ми, а ќерка ми Ана, по Анче Прличкова. Да. Кумата моја. Ова е исто со внука ми. Со Гала. Со Гала овој не ми е познат, овој со наочарите не знам кој е. Да. Малку и приватни фотографии изнесуваме. Ова е зет ми и внука ми и Гала, ќерка му. Така. Ова е ќерка ми Ана, на завршување на... Ана земала и од тебе и од Да, мајка ова е мојата сакана сопруга, со која сум 50 години. Магдалена, еве да ја поздравиме. Магдалена ти е Ја поздравувам. верен сопатник и овдека е надвор. Дојди денеска со тебе да те придружува. Она е секоја со мене. Еве сте тука. Ева негде Видиш, сум ова толку настапувал. фотографија ви извадив. Негде сум настапувал, не знам ова каде е. Или Негде можеби сум. на некоја промоција, некоја книга, гледам дека ти Да, читаш. веројатно и... Да. А ова е со Горјан Стојановски за, како се вика... Музичар куќа или за нешто. спотот, Да, што да, сте го снимали, играв, Горче да, заедно. Нечевски е текстописец. заедно. Ова е внука ми Гала и син ми, Мартин. Епа, одлично, супер. Иначе тој си е завршен, сега е... А ова е Илина, наследникот наш, на брат ми ќерка му, она е глумица единствена. Так, во семејството. од фамилијата. Да. Ова е представа со Дац. Јас го играм градоначалникот, а Дац го играше ревизор и можда јас сум во пошироки простори единствен кој го играл и Хлестаков и градоначалникот во ист театар. Так, браво, чори. А ова? Не знам ова. Ова е Болба Вуво. Аха. Болба Вуво, ама се сликаме, така имаше обичај. Сите игра, да, еве одмај Болба Вуво со Мите Грозданов, да. Ева сега се повторува. Се повторуваат. Некои, ако ги исцрпивме, не знам, добро до крај, може би, ете, така, добро. Ова не ми е позната. Ова фотографија се не ти е позната. Сум играл со женската, ама не ми е позната фотографијата. Добро. Ете, добро, чоре, убаво ги направивме еден убав преглед. Браво, убави, баш. Верувам дека ти се допадна изборот, дека можевме така нели да прошараме. Апсолутно, супер. Од се она што види. И овој го познав. Види, твојот опус е многу поширок, но сепак ете така од прилика Не може во ваква емисија не може све да извадите. Не може све да се каже. И не е ни убаво. Так. Па слушај па како ќе дојдеш по втор пат? Да. Не, можеме серија да снимиме. Да, мораме да оставиме нешто и за следното гостување. Така. Епа, види, од овие сега што ги погледнавме материјали, јас се потрудив на YouTube затоа што ти кажавме дека женскиот оркестар беше доста вака еден интересен серијал кој што го гледавме и на темалите екрани, исто така и на Хихирико, одевте со сите тие скечеви хумори. Едноставно луѓето во имат запаметено со тие, како да кажам, карикирања, нели, на... Да, затоа што тоа е по оригинал, е само едно машко во представата, нели, женски оркестар. А ние ја направивме Диме Станковски, мојот другар од детство, Бог да му душа прости. Ја преправивме, му дадовме текстот на Сашко Насев и Сашко Насев направи една прекрасна да ја наречам карикирано од тоа што е
од стварноста. И направивме една представа со која што речиси го поминавме голем Цела дел од Македонија животот. уздуж и попреку. Македонија, не говорам за Да. Македонија. И надвор. Каде се гостувавте со... Најголемото гостување ни беше во Австралија. Аха, браво. Месец дена. Месец дена? Да. Која година беше, се сеќаваш? Не можам да се сетам, но сигурно е тоа... Не можам да се сетам. Добро, не е ни битно. Но кој период таму, негде 80-те, 90-те години? 80 и некоја таму. Да. Уште бев и директор, мислам, на театарот и тогаш, да, 86-та, не знам, не сум сигурен. И моравме да отидеме кога кај нас не се работи, за да не му наштетиме на театарот. Ете колку сте били одговорни. Така беше, така не учеа постарите. Ние постарите колеги учевме. Да. Челе, предлагам да видиме малку инсерти од женскиот оркестар. Се потрудив да најдам малку инсерти. Ете. Благодарам. Најнапред да ви представам оркестарот на мандолина. Јас сум мешковска маца, имам типична охридска фаца. Одамна разведена, но среќно заведена. Од еден келнер златен, што е добро платен. И сите го палат, дека има добар алат. Надувачки инструменти. Јас сум петрушевска паца и не сум вулгарна коти маца. Машко не сам имала, што значи не сум го примала. У љубов не сам била, па сам се посаветила на мамичка Ристенка, нејна сам верна сенка. Ритам, соло и акустична гитара. Тодоровска сузе, тоа сум јас и имам дијамански глас. Уметничка сум чиста, пеам прима виста. Во Логоварди сум родена, во Битола проодена. Оној трајчо ме спобудале, за него би дала се. На тарабука и армоника. На тарабука и армоника. Каде се бе? На тезга се, не знам. Абе, каква тезги? Во Тетово. У Лисабон на тезга се. Абе, ајде доаѓе. У Лисабон се на тезга. Леле, касниме, се извинјавам. Когато морам с теб да се гнявам. Оваја овде се вика Илинденка, од Бугарија дојдена, овде да стенка. Това момиче се казва Мендолина, мъж и Стево нервите изгина. Помалку на свадби подсвирнуеме, финансиски да се закрепнуеме. А в слободни моменти, мажи, жени, давам всичко за 3 червени. А сега нашиот клаверист,
текстописец, композитор, момок за се, Трајчо Джамбазов помладиот, ја! Ете, јас сум тој Трајче и жими мајче, баш сум бајче. Имам жена инвалидка и со животот бијам битка. Не иде да сечам вени од овие пусти жени. Немам мир и добив чир, ми остана само овој клавир. Јас сум овде главна, од причина едноставна. Немам никаква Ете, се подсетивме, да. Се подсетивме во Чори и се насмеавме. Па сигурно, ма ова како го најдовте, јас не сум го гледал ова кој знае од кога. Епа ете, се потрудив за мојот пријател. Да. Значи, кога човек се сака и се почитува, мора да се исчепка нешто што не е секојдневно. Баш. Со љубов, Чоре, на вистина. Еве, сега би те прашала од оваа дистанца, долго време помена кога беше директор на театарот. Значи, твојот театарски опус претежно е во драмскиот театар. Само во драмски. Само во драмскиот, така? Сум играл по време и во Маната, и во Битола, и во Штип, и во Куманово. Но сепак матична куќа е матична драмскиот. Епа, кажи ми како се чувствуваше додека беше глумец, како што беше, секогаш што се викаат во главни, во големи улоги, и кога стана директор? Тоа е, како да кажам, вие мора како директор да работите за вработените. Затоа што со нив ќе бидете добар, голем или никаков директор. И јас гледав да што е можно повеќе ги вклучам моите колеги да има точни определени улоги кои што може да ги играат според карактер, според талент, според работоспособност. Така да тоа ми беше единствена водилка. Да направам што е можно подобри представи за публиката и за моите колеги кои што Така. А кажи ми, кога беше директор, дали може би на некој начин беше ускратен да и бидеш во некои улоги кои што... Јас сам се ускратував. Мислат некои од режисерите мислат дека ако му дадеш на директорот ќе има повеќе, не. Но и тоа што сум го добивал било затоа што јас сум сакал да биде помала улогата за да не штетам на трчањето надвор од директорската фотелја. Така да немам. Така. Не ми е криво. Да. Епа тоа е тоа кога човек е чист со себе, кога раче. Одлични 4 и нешто мандати. 4 и нешто мандати, па тоа е. Скоро 17 години. Вау, не е малку, Чоре. Да. Чоре, бидејќи времето брзо ни проаѓа во емисијата, на вистина имавме што да кажеме, но јас предлагам, имам уште еден инсерт од Булки кај шините. Да погледнеме барем една минутка од Булки кај шините, затоа што ја обожавав таа серија, верувам ми? Многу добро. Ајде да Епа тоа се тие режисери, Душко Наумовски, така. Тие би се битолчене, нели? Душко Наумовски и Димитар Христов, кој што најмногу сум работел на телевизија со нив, покрај Ацо Алексов и покрај Личеновски, но тие се во телевизијата, а во театарот се Диме Станковски, Љубише Георгиевски, Унковски, Коле Ангеловски и многу други од Југославија, тогашна Југославија, кои што режира. Ете, предлагам да погледнеме инсерт.
шеф на станицата. Добро дојдовте, господин шефе. Добро најдов. Ајде да им помогнеме да се растоварат. Горнема. Добар ден. Добро дојдовте, невеста. Добре ве најдов. Купките не треба да се кинат пред време. Од нив ќе расцутат убави булки. Фактички јас на Рубенс му сум татко од најмали години. Так. Сум Еве играл сега гледаме овие инсерти и те наврати на едно убаво време, што велиш, страшно. ова е све вистинско, нема некои работи не се измислени. Сега да видиме која држава сме биле тогаш. Ние овој воз сме го имале на располагање со се машиновозач, со се вагони, со се, за да ја снимиме серијата. Так. Сега тоа тешко дека ќе Да. може. Технички нема да може, зашто ние немаме ни железница за жал. Но тогаш беше така, тоа беше држава Југославија, на која сум горд. Така, Чоре, многумина, например, избегнуваат некои работи да ги кажат во времето во кое што работеле, мислат дека со тоа ќе бидат искажуваат поголем патриотизам, но не е така. Ние значи тој мина труд сепак во едно време Тоа не не може е да се проблем, Јулија. Ја сакам Македонија, јас Точно сум така. македонец. Нити сум северен, нити јужен, нити скопски, нити долен, нити горен, нити страничен, нити исток, нити западен. Така да јас го кажувам тоа што јас го чувствувам и што е моje живење, да се каже. Ја не признавам ништо друго освен тоа што сите добри работи кои што се по поединецот ги почитувам, така сакам да ги почитуваат и кон мене другите. Тоа е. И мислам дека е така заради тоа што, види, на некој начин може би она што некој нема да го каже, а сепак битно е дека го чувствува заради тоа што со твоето присуство толку години, колку години си веќе вака во етерот на јавната сцена? Па јас сум званично 71 доаѓам во Драмски. Така. Значи работиме со Коле до 23-та која е таа година. Значи 50, колку доаѓаме? 50 и 70, па 54. 54 години активно. Во Драмски. Само во Драмски? Во Драмски. Активно сум многу повеќе, затоа што како студент имам уште. Така да не... Значи, сигурно 56-57 години сум. Чоре, ова се големи години, но морам да кажам дека изгледаш одлично. Мене ме чуваат жените. Мојата сопруга, таа е човекот кој што ми овозможи да бидам ова што сум денес. Ова не е фраза, го кажувам секаде, зашто навистина Магде моја е тоа. И благодарам за се. Навистина е прекрасна, јас ја обожавам Магде и знаеш како и реков и кога се видовме дека може би требаше и двајцата да ве ставам во емисија. Ќе си ја викнеш нејзе посебно? Ќе си ја викнам секако. Знаеш што многу ми е битно, би сакала од нејзе да чујам некои работи за тебе што ти можеби нема да не можеш и нема да ги кажеш, но сакав да ја прашам од нејзина гледна точка што значи да се биде сопруга на човек кој што навистина цел живот го посветил на глумата. По мое, сваќајќи ги работите сега вако, со една дистанца, што викаат французите, avec distance, мислам дека Магде беше тој баланс кој што јас сум знаел да се запијам и по 3 дена. А она ги чуваше децата, она ми овозможуваше да бидам слободен во однос на мојата професија. Да, тоа е навистина жена треба да... И она ме направи фактички да бидам човекот кој што сум денеска. Можам да кажам дека си прекрасен човек, од секогаш таков си бил за мене во моите очи. Навистина ви посакувам уште долги години заедно да си го терате вака убаво животот. Сега можеби малку, да речам така, по-релакс, нели? На некој начин. Да. И повеќе посветеност еден на друг, заради тоа што можеби она на времето што не си можелете толку да се посветиш на некои работи, затоа што професијата е таква каква што ја знаеме. И на самиот почеток рековме колку жртви бара оваа професија, дека секогаш мораш да дадеш повеќе од она што... Апсолутно. И не заборави дека она е педагог. Токму така. Јас сум и третото дете. Така да... Добро, Магде, ако не слушаш...
Да, секако дека не слуша и не гледа. Ете, за третото дете пофалби заради тоа што педагогот бил дробар. Апсолутно. Ете така, Чоре. Што ме издржал. Да, ти благодарам денеска што беше мој гостин. Моето задоволство е навистина огромно. Се радувам што ме почести со твоето гостување и ти посакувам уште долги години да бидеш вака активен и да се гледаме за добро заедно. Апсолутно, јас благодарам на поканата, затоа што ми представува навистина чест да дојдам да бидам со тебе и да се присетиме на некои работи кои што се поминати, кои што некои историчари можда ќе ги запишат, еве ќе речат, еве тогаш и тогаш беше Чорека и Јулија. Но навистина ми представуваше чест и ми е драго што најдовме време точно да ја снимиме емисијата. Ти благодарам и за мене е голема чест што успеав да направам еден запис за тебе, ќе си го имаме за нас. Браво. А се надевам дека и ќе остане и на другите генерации, до кога овој YouTube или овие мрежи вака екзистираат, Чоре. Да, браво. Ете, токму така. Само убавени и благослови и слушај, убав е и денот се уште, Христос воскресе. Воистину воскресе. Се најубаво на сите ваши гледачи и следачи на телевизија Сонце. Благодарам од срце уште еднаш, драги мои, одиме со ред реклами и малку музика за да влезе нашиот втор гостин. Со Јулија. Žena koja imaše svoj son, žena, samo žena koja nemaše svoj dom, žena koja čeka zora, što se zori srce da je otvori. Ja sam žena, a ti si moj dom. Žena, samo žena koja žive svoj son. Žena koja ljubi zora, što se zori srce, ti mi otvori. Ljubav si postela meka od duša si.
со Јулија. Keep my cool, but tonight I'm whining. I'ma be in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you're really about it, what you're hiding. Козметичко студио Жанета Естетик. Решение за секого. Здравје и убавина во едно. Природата мисли на вас. Квалитетот го создаваме ние. Решете ги вашите естетски проблеми. Бидете исклучителни, бидете своји. Само со Жанета Естетик. Будење со Јулија. Право секој еден на поубав живот вреден, на весела, весна мила леко крила, на весела, весна мила
прегрнати. Neka eči pesna lesna, pejte zo nas mili sosedi. Hej! Pejte site, stari i mladi, site da sme si pregrnati. Samo ljubav, mir i pesna, moj od narod ke go sočuva. Samo taka Makedonija mnogo vekovi opstojula. Samo ljubav, mir i pesna, moj od narod ke go sočuva. Samo taka Makedonija mnogo vekovi opstojula. Poli Božja milost i blagi ozbor što gali, zato duva strani ladni, šuga silno srca brani. Zato duva strani ladni, šuga silno srca brani. Neka eči pesna lesna, pejte zo nas mili sosedi. Hej! Pejte site, stari i mladi, site da sme si pregrnati. Neka eči pesna lesna, pejte zo nas mili sosedi. Hej! Pejte site, stari i mladi, site da sme si pregrnati. Samo ljubav, mir i pesna, moj od narod ke go sočuva. Samo taka Makedonija mnogo vekovi opstojula. Samo ljubav, mir i pesna, moj od narod ke go sočuva. Samo taka Makedonija mnogo vekovi opstojula. Mnogo vekovi opstojula. Mnogo vekovi opstojula. Budenje со Јулија. Ете така, драги мои, погледнавме малку реклами, да го испративме нашиот прв гостин, го испративме Чорес убаво со Арно, а во меѓувреме додека го испративме овдека на вистина си се изфотографиравме сите заедно со нашиот следен гостин, кој што на вистина едва чекам да ви го представам, заради тоа што тој е еден човек кој што исто така многу го ценам, го почитувам, еден човек кој што е вистински професионалец, еден човек кој што долги години се бави со музика и кој што плени со своите гласовни способности, затоа што има глас кој што на вистина милува, глас кој што беше неодамна признат од пошироката јавност, го гледавме на Никад не е касно, ги освои нашите срца, ги освои наградите, се гордеевме со него. А од каде може да доаѓа таков глас, драги мои, се разбира од нашиот убав јужан крај, од Струмица, од мојата убава Струмица, каде што јас го поменав моето детство. И подолго време се контактиравме и се договаравме за овој разговор денеска, за ова гостување. И конечно еве се усогласивме заради тоа што на вистина мислам дека заслужува место и да направиме еден запис со овој прекрасен човек и со овој прекрасен вокал со кој што се гордее цела Македонија, а му велам добре дојде на Павле Витанов. Павле, добре ми дојде.
Добро ве најдов, Јулија. Поздрав за вас и за гледачите на ТВ Сонце. Што да кажем, многу убава најава. Дај Боже да ги исполнувам сите тие критериуми што ги наброја. Благодарам. Павле, секако ги исполнуваш и тоа како. И јас навистина многу се радувам за сите твои победи, за сите признанија, заради тоа што навистина беше редно еден таков човек кој што во суштина е скромен човек и кој што и така оддаде на целата македонска јавност една скромност, но една величина со која што навистина кога те запознаа луѓето на она гледано балканско па и светско шоу, можам да кажам, никогаш не е доцна, ти заблеска во полн сјај. Па таа желба да настапам на тоа шоу го имав поодамна. Фати пандемија, тие работи и тама што заврши, велам, окей, ајде сега, може би му е времето, може би е часот да се пријавам. И па ме примија, бидејќи се пополнува апликација. Одекот на самот настап, на повеќето настапи беше позитивно. Знам дека беше така, ми пишуваа луѓе. И еве што сум гостин во оваа емисија, значи целта ми била исполнета, сте ме видели и ви и многу други. И ми помогна и во дел од кариерата, ме викаат на настапи, еве го победникот на не е касно, никогаш не е доцна. И животот ти дава некои шанси кога ќе ти слета врапчето на рамо, па убаво е да го задржиш и тоа е тоа. Така. Павле, долги години си, значи, во оваа професија, но навистина јавноста те запозна од тоа големо шоу. И влезе на голема врата. Може би ете тој период, вака да речеме, некое чекање на да дојде до израз сето тоа богатство на твојот талент за пеење. Може би навистина чекаше некое погодно време и навистина си го потрефил моментот, можам да кажам, но секако дека немаше да биде полн погодок како ти тоа не го заслужуваше со сето она што го покажа на сцената. Ти велам уште еднаш благодарам ако е било така. Значи јас тоа што го знаев, гледав да го презентирам. Сега, може би во годините наназад сум бил малку и непознат за одреден дел на публиката. Во Струмица ме знае луѓето, дефинитивно, да. И во нашите краишта таму, него сега ако тогаш се ме знаеле одредено, сега ме знаат многу повеќе, ме бараат, настапувам и голема таа сцена нуди шанса, сега само треба да ја искористиш, ама треба и да имаш и квалитет сепак, значи барем одреден квалитет, тоа го знаат и они што досега Струмичани имаат освојувано, но никад не е касно. Како не па Ленче и други си од Скопје и од секаде. Значи и тие награди доаѓаат, ама треба да се презентира и квалитет. Токму така. Како ги одредуваш, еве малку ќе дадам акцент на тоа заради тоа што беше интересно, како ти пловеше од еден жанр во друг и како ти ги одредуваше, да речеме, песните со кои што ќе настапуваш, бидејќи сите тие, да речам, призвуци од разните делови на бившата Југославија, нели, кои што ти многу добро ги владеш, баш онака беа професионално одбрани, она нешто што ти лежи и ти го донесе со таква една топлина, едноставно не можеа да останат имуни луѓето на тоа. Види, Јулија, значи Струмичани, како што реков и тие што ме знаат дека ние цел живот свириме по ресторанти, по кафани, по свадби и се има собрано голем број на, значи репертуарот ни е голем. Широк, да. И што се вика од Вардар па до Триглав, нели? Да, секој пеач си има своји афинитети. Така сега ми побара мислење еден учесник од сегашните, велам, слушај сега, значи никого не слушај. Ти си го пеј тоа што ти си го мислиш. Оти многу луѓе ќе ти сугерираат така. И мојата цел беше да се презентира и македонската музика, значи добро велиш, од еден во друг жанр. Ако во едниот круг одев со македонска, па сакав да сменам нешто кафанско, што на мене ми е кеев, па постоја се враќав па на македонско, да ја презентирам нашата македонска музика, ама и моето срце да биде полно, бидејќи сепак отидов и јас да си го направам кеефот, како што велиме,
и дај Боже па тоа да се допадне на широката маса. Ама сето тоа ти лежи, значи со леснотија ги изведуваше тие композиции. И гледај, знаеш кога човек долг период нели настапува по кафеани, по ресторани, колку и да пее добро, добива некоја фалинка во таа изведба да речеме некој, но ти се беше онака точно, значи кога ќе отидат некогаш на сцена, не обрнуваат внимание на она професионално да се отпее како што треба песната, него си тера да речеме како што си тера кафански, нели? А тука знаеме дека не може секогаш да биде онака како што треба. Кај тебе беше направено точно онака како што треба. Сега Јулија, ти даде таков добар вовед што морам јас да се надоврзам. Значи, јас како дете и како млад се слушав како некој пред мене ги имат исполнување македонските песни и другите. Така. Плюс сум слушал совети од, значи, музиката е музика, пеењето е пеење. Треба да се слушаат луѓе што знаат вокална техника. Не е само, значи, пеењето е наука, не е само кој как ќе му текне да пее, значи. И тоа, сега ќе се снимаш, ќе се чуеш и велиш, чекај сега, тука тоа го отпеав, ама можеше да биде подобро. Значи, најмногу самиот сум си критичар на самиот себе, знам кога не сум го отпеал нешто добро и се трудам во следното да го направам како што мислам дека треба да звучи. И затоа можеби тоа ти призвучило така професионално, бидејќи слушајќи ги останатите, јас секој пееч што отпеал убаво, за мене тоа е учител. Јас сум така, јас така сум напредувал. И секој така треба да напредува, не само. Значи секој треба да слуша како некој пее, ако ти се бендисува, гледај што е добро од тоа и така. И знаеш онака професионално да буквално значи и фрази и изговор заради тоа што знаеш како да речеме некогаш се чувствува она јазична бариера, поготово кога се исполнуваат нели песни кои што не се од нашето јазично говорно подрачје кај некои интерпретатори. Кај тебе и да имаше некој призвук да речеме, тоа беше толку умесно направено, толку беше симпатично што на некој начин едноставно беше како да кажам воодушевувачки зашто го гледав и жирито како реагира на твоите интерпретации. Значи, она што беше професионално изведено од пеачот, ти даваше некоја своја нота која што беше многу шармантна. Па благодарам. Ви се, јас сум, пак би ти рекол, јас сум самокритичен, значи не ми треба толку, него поентата ми шо. Јас верувам дека српско-хрватски, тај да не ги мешам, значи тие се различни српски, хрватски, босански јазици и другите. Кога ме слушаат мене, знаат дека не сум од таму, предпоставам. Како што ние би го осетиле, предпоставам, некој од Србија или кој кога пее македонско, ќе го осетиме. Ама гледаме тоа да биде во некоја нормална граница и тоа е тоа. Да. Интересна е твојата боја на глас, многу е пријатна, многу е мека, многу е како да кажам, истанчена во сето она што го правиш и едноставно не може да се остане имун на твоите интерпретации. Но, еве, јас сега предлагам, ние ќе слушнеме, затоа што ти за моја љубов ја донесе армониката со тебе за да отсвириме нешто и во живо. Бидејќи на вистина си и инструменталист, значи, слушај, можеш one man show да бидеш сам, можеш да се пратиш и сам да си свириш. Така работам веќе јас. Така работиш? Да, со синот евентуално, двојцата работиме. Многу години, 30 години работев со група, прво со хармоника, бидејќи јас не сум неук, ама па немам толку голема музичка наобразба, сум со нижо музичко, после нижото музичко отидов во културно-уметничко друштво Боро Џони, во Игрорното, и таму се надоградував со македонската музика, со тие работи, ама музичкото образование ми остана на тоа ниво. И пеењето ми е секој пат тоа велам, значи, македонската народна музика си има некои си постулати и гледам да ги почитувам, слушајќи ги легендите на македонската музика и мислам дека така треба да се продолжи, значи, интерпретацијата на македонските народни песни, барем за тие што ни се како наш печат, наш жик, не смее многу да се бара шетање од лево на десно, туку треба да се внимава
како ќе отпееле Кирил Манчевски, Бадев, Александар Цариевски, да не набројам, па макар и Наум Петерски, јас имам голем почити према него, и тие што се на вистина интерпретатори на вистинска македонска музика. Ете, можем да кажем дека и ти си таков еден интерпретатор на вистинска македонска музика, но сега да погледнеме, спремив некои фотографии, па ќе одиме со музика, зашто едва чекам да те натерам да пееш. Еве си овдека со армониката. Таа ми е таа армоника, веќе кај мене, тука е настапот со синот, бидејќи во еден од круговите се пее со некој член од семејството. Да. Керката не беше слободна и дојде сопругата. Дојде синот, ама и сопругата беше тука. И ја викна сигурно. Дојде тука и продолживме на танц. Таква беше песната Божанствена жена. Така, да, одлично. Рече дека пред малку зборевме, вака те прашав од кај ти е сопругата, рече Битолчанка. Но ќе позборуваме за тоа после. Ајде да искоментираме. Ова е варија од сега мислам дека не е веќе во пратечките вокали и госпоѓата Байрактаревич, така се викаше госпоѓата, таа исто бе, тие исто настапуваа со некој. Ова е водителката Драгана. Драгана, така. Да. Тука спортски Драгана уште не е. Таа веќе беше тргнана и е сопруг. Викам, чекај да сликаме. Тука е со сопругата една фотографија, да. Да, многу убаво изгледате, имаш убава сопруга, Павле. Така е. Баш си парирате. Еве тука уште една со водителката, со Драгана. Да. Одлично. Добро, тие се убави спомени. Прекрасно. Тоа ќе остане во живот. Ова е, како се викаше, Марина. Некоја од пеачките таму. Тодорович. Марина Тодорович, така беше Тодорович. Милица Тодорович. Милица се зема. Милица Тодорович, да. Добро. Тука сега не треба представување. Да, со легендата, со Харис, да. Пар екселанс и тој стварно. Еве си овде победнички со знамето. Тука е кога го дава ова статуетката. Да. Редно беше. Дори го изводив македонското знаме, другите и нема. Ова е на концерт на Струмичко, значи на распеани струмичени, ме повикаа лани на нивниот концерт да бидам гост и отпеа две песни. Мислам дека беше едната Лажи вере, типична струмичка песна. Ова сега ќе ти кажем ова слика. Ова е сега во Софија сликана, да ти кажем. Така. Оваа жена, 78 година, во светот се лансирани два Voyager 1, Voyager 2, вселенски летала, што веќе го напуштија сончевиот систем. И на него имат златни дискови ставено, со птиците, со тие, евентуално некои надворешни светови, ако видат да знаат што е имало на нашата планета. Так. Гласот на оваа жена го има на тој диск. Браво. Да, тоа е тоа. За тие бузи. Ова е тука малку. Импровизираш на пијано, на клавир, да. Одлично. Ова е исто го знаете. Со Жиле. Со Жика е прекрасен, нема тука што е елоквентен, снаодлив, си ја знае работата. Еден човек влюбовен стварно. Овдека си со... Ова исто жена се мислам Алемпич или Драгана, како се вели, писателка, многу се. Да. И она беше порано водителка. Една вечер ни беше во жирито. Исто беше и она моја гостинка во емисијата, морам да ти кажам. Пред години промовиравме нејзини книги. Сега ова се детста. Нели тие кога студираа, решија да пробаат да одат во Америка малку да поработат таму. Така? Работа и патување, како се вели тоа. И отидоа. И синот беше и 3 години. Керката само една, така и се падна со студирањето, немаше како да оди повеќе. Ова е дипломирањето на керката. Да кажеме дека твојата керка е оперска певица. Керката е ова на дипломирањето, а во меѓувреме и магистрира и работи во опера и балет. Ова е заеднички концерт на танец и на опера и балет. Еве ово одзад како седи. А ова мислам дека напрети мојата колешки што настапуваме во некои емисии, Елена Андоновска, претпоставувам. Да, она е. А значи керка ти е позади на инструмент или некој на што е? Да. Ова е концерт, мислам сега да не лажам, во опера и балет. Коста Трпков имаат некој пат студентите и керката настапуваше таму. Па отидовме да ја гледаме. Сега поддршка си бара секој. Едно е настапот кога пред фамилија, друго е пред публика, ама друго е кога има поддршка од фамилијата, така е. Не знам,
Ова што е, дали Ова е нешто? попосле, ова е настапот на Охрид Фест 2020. Попосле, нека го, така? не, ќе го сецнеме тука, малце подосна ќе го пуштиме, Павле. Еве, вака направивме една ретроспектива, малце со фотографиите, видовме малку и фамилиарни и она што беше, нели, никад не е касно. На вистина, знаеш како, исто многу ме фасцинираше кога ми кажа дека супругата ти е битолчанка, мислев дека е струмичанка, ја не знаев, па ти реков како се најдовте битола и струмица на иста бранова должина. Па нели ви реков дека јас музичкото образование го завршив со нижото и моето вистинско образование е технички науки. Така. И се запишев и во Битола на факултет, на технички факултет. Тоа после служењето на војниот рок, служев војска во Југословенската армија, значи имаме годинки. Охо, браво, браво. Кој би рекол? Да, имаме. И кога дојде ред, таму се запознавме и еден куриозитет што се вели. Случајно, кој што бил во хороскоп, тие работи, и јас велам Овен. И таа вели Овен, ти си Овен. Добро, што си во Овен? Вика дата на раѓање, кој 12 април. Вика ти да не ме лажеш мене. Викам и оно било 12 април. Значи двајцата се на 12 април. Сега ќе ти кажам. И таа е бидејќи додека сум бил јас војник, таа учила 4-та година и една година е зад мене. Так. Таа е 72-та, јас сум 71-та, 12 април. И не само што таа, сега децата не се на иста дата. Децата се, значи 96-та, 98-та, на исти на 27 февруари, преку 2 години. И многу пати се смеам, викам, тоа е од економска гледна точка, исплатливо. 4 души, 2 торти. Тоа го велев и дека се смее. Браво, Павле, така. И на вистина 2 овна, а си ги знаете ли подзнаците? Добро што го знам знакот. Многу не сум јас по тие работи. Па, одлично. Павле, ние ќе видиме твој настап за ова пригода, не можевме, навистина ми е жално, заштитени се номерите од Никогаш не е доцна. Но како и да е, не е доцна, да си ја земеш хармониката и да отсвириме нешто во живо, а после ќе одиме да видиме на Охрид Фест како отпеа и што направи. Ете така, малку е потешкичка додека да си ја наместиш хармониката. Ти благодарам што ме удостои што дојде со хармониче. Ти реков за мене е чест, само да не го покрием микрофончето. Да, верувам дека не. Така. Намести си ја си. Ова хармоника има годинки. Многу години свирам со неа, сега веќе малку и поретко свирам. Можеш уште малце да го кренеш нагоре, губата? Добро? Добро? Да, добро е. Знам дека ти сакаш нешто и дуетски да направиме или Може да си направиме и дуетски, ама првин ти што сакаш, што ти е тебе најмерак? Сега ќе направиме една од легендата Гоце Арнаудов, некој струмичен е смели, сепак од струмица сме сега, мора да си ги чуваме. Да. Само јас и ти, мој граде, добро знаеме, кај сум скитал што сум правел на младините. Немој сега не време да се каеме, нека умрам разнесен од убавините. Песна ли, свирка ли, ништо кусо не било, денес тука, утре таму, кај што не се сонило. Вино ли, момили, ништо кусо не било, денес тука, утре таму, кај што не се сонило. Кога ќе те погледнам, бисерно сонцено ќе изгрева, ширно небо става, кај мене легнува. Спите, ангели, не будете ја,
Јас ке чувам вечна стража за да не ја изгубам. Спите, ангели, не будете ја. Јас ке чувам вечна стража за да не ја изгубам. Пеам да не заплачам, да не видам грубо соно твој. Пеам да не заплачам, нема лек за мојот неспокој. Водата е несопирлива, љубовта е непомирлива. Водата е несопирлива, љубовта е непомирлива. Инче, Јулија, да ти кажам... Да ти аплаудирам, чекај. Нека, само една секунда. Повели. Ти ме знаеш дека сум струмиченец. Да. Ама јас не сум само струмиченец. Него? Половина сум од Раклиш. Значи, види, јас сум родена во Радовиш, значи Струмичко, Радовишко. Сега знам дека има нешто, така. Ти да знаеш колку пати јас го имам одено патот од автобуска до Раклиш, пешки. Така. Тогаш немаше ни такси, немаше ни ништо. Ако има некоја конјска кола да се качи, добро, нема друго. И на времето ја направив оваа песна, ама не одекна така, Јордан ја направи прекрасно. Ај па сега морам за моите раклишени барам да ја направам. Може, апсолутно баш... Ај што ме рак имам, бабо, ај што ме рак имам. Ај што ме рак имам, бабо, железар да бидам. Ај што ме рак имам, бабо, железар да бидам. Железар да бидам, бабо, железар да бидам. Железар да бидам, бабо, раклишкото чаде. Железар да бидам, бабо, раклишкото чаде. Браво, браво, браво. Ма, слушај, нема за тебе зима, се што ќе отпееш, се ти лежи и се го правиш совршено. Благодарам. Навистина прекрасно. Еве сега малку да те одморам со армониката. Јас предлагам да го видиме оној твој настап на Охридски трубадури. Да. Така. Ајде да кажеме како се случи да настапиш на Охридски трубадури. Тоа е веднаш под никогаш не е доцна. Се створија неки пријателства, мора да спомнам, значи песната се вика Пукни песно. Огне Неделковски го има напишано текстот, Цане Петров мислам дека е музиката и аранжманот. Така. Мојот колега. И Павле има вика песна, сакаш ли, велам, зошто да не тогаш, значи. И мислам дека е убава песната, кога ја споделувам на мојата официјална страна, гледам дека луѓето ја бендисуваат. Да, прекрасна е. Баш ми се допадна и мене, онака е весела и убава. И еве да ја погледнеме и да те слушнеме. На драга волја. Со Јулија. Srca pogovi, se što reče neka peče kako spomeni. Pukni pesno, novi vrati otvori, da se pesna site naši godini. Sonce to za nas izgreva, nema se kada mi dosadi.
pecno tažni srca pogodi. Sve što reče neka peče kako spomeni. Pukni pecno, novi vrati otvori. Da se pesna site naši godini. Sonce to za nas izgreva. Nema sreća da mi dosadi. Ljubov ta naš uspeva. Koga Gospod keja posadi. Koga Gospod keja posadi. Будење со Јулија. Го проследивме овој прекрасен настап, на вистина и песната е убава и настапот е прва лига. Уште еднаш ти благодарам, Јулија. Знам, ми се допаѓа, кога ќе прочитам некој коментар, велат, и кога ќе објавам на мојата страница тамо на Facebook, бидејќи таа најмногу ја користам, и гледам коментарите се позитивни, тоа убаво годи. Како не годи? Си ја пуштаме, супер. Павле, јас сакам да ти искористам додека си тука што повеќе да пееш и да свириш. Затоа дојдов со хармоника. Епа, ајде. По струмички или по хармоника. Струмички, да. Ајде да видиме да си ја поздравиме и Струмица, сите струмичани. Има една убава песна, ја знаеш ти, Струмичка, Да. Под кулите на Струмица. Оу, знаеш си дека обожавам. една од најубавите исто е Лажи, лажи вере. Добро. Виолета Митова, Иван Узунов. Починатиот, Прекрасно. значи, многу убав дует, а мислам дека ќе се потрудиме да ги направиме двете убави песни. Yes. Може, баш ги сакам. Ајде. Еден прекрасен мајски ден под кулите на Струмица одеден бор, еден до друг седеа двајца влюбени. Одеден бор, еден до друг, седеа двајца влюбени. А кој ли беше, Боже мој, а кој ли беше ангел тој, срцето ми, душата ми, срцето ми оган гори. Срцето ми, душата ми, срцето ми оган гори. Браво, Павле! Лажи, лажи вере, лажи кој ке лажеш, само мене вере, немој да ме лажеш, само мене вере, немој да ме лажеш. Јас имам вере, леле, јас имам. Јас имам вере,
до 3 болести. Јас имам вере до 3 болести. Прва болест вере, леле прва болест. Прва болест вере, струмички кафани. Прва болест вере, струмички меани. Втора болест вере, леле втора болест. Втора болест вере, в тугина ке ода. Трета болест вере, леле трета болест. Трета болест вере, умирам за тебе. Трета болест вере, умирам за тебе. Браво, маестро, Браво за браво. тебе. Ева, give Браво. me 5. Навистина прекрасно, Павле. Па толку се радувам нова твое гостување, толку ме расположи, ми исполни душата. Слушај, чест е да спеам со тебе и чест е да пееме вака Мене ми е заедно. чест со тебе да гостувам во твоите емисија и да запееме заедно. Благодарам навистина од срце, Павле. Па, што да ти кажам, навистина, чека да видам, да не ни летне времето, сакам уште малце, уште нешто да пуштиме, уште нешто да слушнеме уствари од тебе. Бидејќи, знаеш како, ти имаш многу видеоснимки, но не можеме да ги пуштаме од другите телевизии. Аз се надевам дека се почесто ќе имаш и твои навистина настапи и спотови кои што и ги заслужуваш. Твојот вокал треба да биде запишан, што се вика и со видеоспотови, и верувам дека работиш и на тоа. Тоа не ми е проблем, туку сакам значи, да ми се погоди песната. Не ми се снима песна колку само да се снима. Сакам песна со содржина, со тежина. Ако легне некоја така, ќе направиме видеозапис и сигурно да ќе ја промовираме кај вас. Отворена врата, секогаш, Павле. Павле, што ти е нешто драго, мило, што сакаш да го пееш или што сакаш сега за оваа пригода, повели? Па, како што реков, значи, јас многу пати сакам да ги интерпретирам стари македонски песни, бидејќи со такви сум растел. Так. Повеќе од детството, иако во Струмица, ама од распустов веб во Радовишко, и таму стари луѓе сите слушаат народно. Не и тука, значи се слушаше претежно. После 10 часот се пушта радио Скопје и се слушаат Бадев, Васка, Петранка Костадинова, Костадинка Палазова, сите. Еве сега за овој случај сакам да направам една убава стара песна. Мислам дека Александар Сариевски, дедо Ацо ја пее, најдобро. Лилјана за Лилјана. Може. Учи ме, мамо, карај ме, како да ја земам Лилјана, Лилјана бела и црвена, Лилјана тенка висока, Лилјана ситен босилок, Лилјана една на
Bučam te, sinko, karam te, povikaj 300 majstori, napravit ćeš naša arena, navrati voda studena, site selani ke dojdat, i Liljanini drugački, site kalešne vesti. Belkim Liljana ke dojde. Bravo, bravo maestro, bravo. Sviri, sviri. Posluša Stojan, majka si, napravit ćeš mašarena, navrati voda studena, site selani dojdova i Liljanini drugački, site kaleš nevesti. Kućka Liljana ne dojde. Bravo, bravo, bravo. Благодарам, благодарам. Тоа е само за вашите ценети гледачи. И за тебе како води. Благодарам од срце, на вистина ме почести. На вистина беше задоволство да бидеш гостин во моето будење. И вратите ти се секогаш отворени. Велким ги разбудивме гледачи. Да, верувам дека после ова не може никој да остане, никој не може да спие веќе. Дека ќе ја пуштат и повторно реприза емисијата за да те слушат, Павле. Павле, овдека нашето време истече, ќе мораме да се разделиме. Навистина брзо ми пролета за тоа што уживав во твоето гостување, во твојот убав глас. Што да ти посакам, ти посакувам и понатаму вака да пееш, да те служи грлото како што се вели убаво, да настапуваш, да се радуваме на твоите настапи. Пове. Не им порачевме на нашите гледачи. Христос воскресе. Да, апсолутно, да. На крај немаше да запозна, значи Христос воскресе и вистина воскресна. Така, еве, имаш право уште некоја порака да кажеш за крај. Ништо, на мене беше чест и големо задоволство да гостувам тука. Со задоволство дојдов од Струмица. Кога ќе ме повикаш друг пат, пак ќе дојдам, само да ни се поклопат термините. Ги поздравам вашите гледачи и верувајте, само би рекол дека будењето со Јулија навистина е будење и ми се пушти гласот за неа. Токму така рече, нешто грлото ме стега од многу настапи, но ти се пушти да знаеш и ти посакувам стално вака да те служи гласот и не само гласот и здравјето, убавини до фамилијата, поздрав на сопругата, на керката, на чекај, син имаше? Сини керка, да. Сини керка, така бе. Реков нешто да не сгрешам, затоа што од многу информации. Павле, се најубаво, ти благодарам. Тоа што ми го пожела, дупло да ти се враќа. Амин, амин. Драги мои, ова беше Павле Витанов, нашиот прекрасен вокалист, човекот со кој што навистина се гордееме и ќе го слушаме уште долги години. Вашиот воител и мотиватор овдека ги исцрпи содржините за денеска. Ви посакувам убав ден и гледајте ги и нашите репризни изданија. Будење со Јулија.